затоа ми беше важно да се сретнав и со председателот, и со лидерот на опозицијата, и со останати парламентарци. Мојата порака која изнесов на тие состаноци беше дека ова е историска можност за оваа земја. Се работи за неповторлива можност да станете целосна членка на меѓународната заедница, да станете членка на Европската унија, на НАТО, но за да го направите тоа морате да се согласите со спогодбата за името. Нема друг пат за зачленување во НАТО. Јас разбирам секако дека народот во земјата има можност дека некои мислат во земјата дека може да кажат не на референдумот, а да кажат да за членство во НАТО. Меѓутоа, не постои таква алтернатива. Или може ќе кажете да на спогодбата и да на референдумот и за членувањето. Идејата дека може да ја отврлите спогодбата со Грција и да се зачлените во НАТО е целосна илузија. Како пријател на вашиот народ, морам искрен и да бидам отворен со вас и искрен, затоа што на саминот бев присутен на самитот во Букурешт во 2008 година. Знам колку е тешко ова прашање. 10 години веќе чекаме. Ние сме подготвени. 29 сојузници, вклучувајќи ја и Грција, одлучија да ве поканат да се приклучите, да почнат разговорите за пристапување. Тие се започнете, меѓутоа не може да завршат ако не се спроведе спогодбата со Грција. Значи, или спогодбата за името и членство, или ако нема спогодба за името, нема ни членство во НАТО.